Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. На четвртиот обид денеска во Основниот суд во Тетово почна судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница. Заврши реконструкцијата на улицата Никола Тесла во Тетово. Истата денеска свечено беше пуштена во употреба. Да се извлечат поуки од војната на украинското тло, но и да се даде поддршка на украинскиот народ во овие тешки времиња. Трибина на Универзитетот на Југоисточна Европа. На четвртиот обид денеска во Основниот суд во Тетово почна судењето за пожарот во Тетовската модуларна болница, што се случи на 8 септември 2021 година и во која 14 луѓе ги загубија животите, а имаше и десеттина повредени лица. Започна главната расправа за судењето за пожарот во модуларната болница во Тетово, но продолжението се одложи на барање на одбраната на обвинетите, која смета дека начинот на презентација на доказите не е согласно законските одредби. Откако јавниот обвинител започна со читање на доказниот материјал, адвокатите истакнаа дека тоа се само наслови на записници, договори и проекти и дека треба да се изведат детали на секој поединечно. Одбраната за продолжението на 27 декември писмено треба да се произнесе по однос на доказите кои ги нуди јавното обвинителство, а кои не се во бараната форма, односно содржина. И одбраната достави доказни материјали со забелешка дека се уште не им се комплетирани доказите затоа што неколку надлежни институции се уште не им доставиле одговори на нивните прашања. Исто така има забелешки во однос на доказите на основното јавно обвинителство дека некои од материјалите се доставени во фотокопирана форма, додека има и материјали кои што се на англиски јазик без превод. Инаку обвинетите се произнесоа дека не ја признаваат вината за кривичното дело за кое се товарат. Поранешните директори Флорин Бесими и Артан Етеми за тешки дела против општата сигурност, доктор Бобан Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, како и правното лице Клиничка болница за истите дела. Пожарот во модуларната болница во кој починаат 14 лица, според стручните вештачења настанал како последица на електричен спој при употреба на дефибрилатор. Опожарениот објектот пред неколку дена започна да се отстранува, а од болницата најавуваат дека на тоа место ќе биде поставена спомен плоча за загинатите. Заврши реконструкцијата на улицата Никола Тесла во Тетово. Истата денеска свечено беше пуштена во употреба од страна на градоначалникот Билјал Касами. Улицата Никола Тесла во близина на зградата на поштата во Тетово, чија реконструкција започна во септември. Денеска свечено беше пуштена во функција. Улицата е во вкупна должина од 165 метри, а широка 6 метри. Истата е изградена по највисоки стандарди, а со тоа целосно опремена со нов асфалт. Тротоари од двете страни на улицата, вертикална и хоризонтална сигнализација, јавно осветлување, атмосферска канализација и нова водоводна мрежа, истакна градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами. Денеска имаме задоволство да го отвориме овој пат, овој инфраструктурен проект кој е комплетен инфраструктурен проект со подземна инфраструктура, атмосферска канализација, вода и надземна инфраструктура како што е патот и јавното осветлување. Продолжуваме и понатаму да реализираме проекти со сите стандарди проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните. Ова е една од важните главните артерии на градот, во центарот на градот, која досега беше во незавидна состојба, а сега е, како што гледаме, реализирана по сите стандарди и понатаму ќе продолжиме да реализираме проекти кои ќе бидат во интерес на граѓаните и нема да има потреба најмалку 10-15 години да се интервенира. Инаку од општина Тетово информираат и дека денеска беше срушена куќата на булеварот Благоја Туска, која децении наназад представуваше главна и единствена пречка за пробивање и пуштање во функција на улицата.
Денеска на Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа трибина на тема Сведоштво од Украина, на која се обратија неколку тамошни политички представници. Преку ваквиот пристап беа изнесени вистинските случувања од војната агресија во Украина. Трибина на тема Сведоштва од Украина денеска се одржа на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Пред студентите на настанот се обратија ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа Абдулменав Беџети, како и политички представници од Украина. Целта пак на денешната панел дискусија, како што велат од Универзитетот, и да се извлечат поуки од војната на украинското тло, но и да се даде поддршка на украинскиот народ во овие тешки времиња. Значи, представува задоволство да се има денеска тука представници од Украина, кои што на некој начин ќе ги презентираат од прва рака состојбите тамо, и мислам дека ние како универзитет и академска заедница ќе треба да дебатираме во врска со ова за да научиме лекцијата, бидејќи очигледно живееме во средина која што на некој начин е многу фрагилна во тој дел, така да изворно и оригинално ќе можеме без да се бидат влијанието на, да речам, фейк ньюс импакти во тој дел. Јас тоа повлеков дека никој не може подобро нив да ги разбере подобро од нас од Балкан, затоа што ние скоро имаме на жалост свежи осеќања во Босна и Хрватска и Србија, што се случило пред 30 години, кај нас се случи пред 20 години, блиску во регионот, така да знаеме што тоа значи, дека војната на крај е нешто апсолутно лошо, не само за губење на животи и човечките животи, туку и другите турбуленции, бидејќи се иселуваат и луѓето и тешко тие се враќаат пак повторно. Заменик гувернерката на регионот Киев, Тетјана Шчербак, посочи дека преку трибината ќе се изнесат вистинските информации за случувањата во Украина. Можливо, яка перебуває під впливом Росії найбільше. Територія на Балкан, предпоставам, има най-високо влияние от руска пропаганда. И затоа сме тука да донесуваме вистинска информација за сите случувања во Украина. Кај нас во Украина моментално е геноцид врз украинско население. И украинци моментално се борат не само за својата слобода, за слобода за цел свет. Така ние ќе го браниме свет од Трета светска војна. Трибината беше затворена со прашање од публиката, а истовремено од тука беше испратена и порака за што поскоро запирање на војната агресија и изнаоѓање трајно решение меѓу завојуваните страни. Од јануари преку интерконекторот во Жидилово ќе има изголемен проток на природен газ кој ќе доаѓа во Македонија од Азербејџан и од Александрополус, изјави денеска претседателот на Македонско-бугарската стопанска комора Кирил Лазаров. Гасната врска помеѓу Кюстендил и Скопје, која што се пренесува руски газ и е закупена 100% од Газпром во наредните уште 20 години и не може да се користи, изнајден е начин како да се пуштат околу 30% газ повеќе од рускиот капацитет што е закупен, преку зголемување на притисокот во таа цевка и со тоа зголемување на притисокот ќе се овозможи поголем проток на газ без да се засегнат руските интереси. Од каде? Од Бугарија. Газ од Бугарија. Тој газ на Бугарија од кај ќе биде? Од интерконекторот во Жидилово што ќе почне да функционира на 1 јануари 2023. И на тој начин ние ќе добиеме 30% повеќе од капацитетот што во моментот Газпром не ни го дава. Што е сосема доволно за да ја поминеме кризата. Руски газ нема. Не тече руски газ, затоа што цевката е празна. Меѓутоа капацитетот и договорот што го имаме со Русија не дозволува да протекува газ со поголем капацитет од тој што е во моментот закупен од Газпром. Затоа се зголеми притисокот во таа цевка, за да може било каков друг газ да поминува низ истата цевка без да се засегнат ничии други интереси. Владата на денешната седница донесе одлука за користење средства од посебниот фонд за подобрување на условите за вработување.
владата на Република Северна Македонија на последната седница ја разгледа информацијата од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија и донесе одлука за користење на неискористените средства од посебниот фонд за подобрување на условите за вработување и работење на инвалидните лица и за финансирање на мерки за вработување на невработени лица кои се евидентирани. Од посебниот фонд се предвидени околу 130 милиони денари кои ќе се користат за финансирање на активни програми и мерки за вработување на евидентираните невработени лица, односно за активните мерки и тоа поддршка за самовработување, субвенционирање плати и вработување, како и раст на правни субјекти од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година. Продолжуваме со информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер во Тетово лишиле од слобода 3 лица од гостиварски Добридол затоа што при нивен и при преглед на возилото во кое се превезувале била пронајдена марихуана и дробилка. Тројцата се задржани во полициска станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им се изготват соодветни поднесоци. Вчера на улица Илинденска лишен од слобода е малолетникот Тетовско Шемшово затоа што при преглед му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска половина час по полноќ на регионалниот пат Тетово-Јажинце во Лешок лишен од слобода е 45 годишникот Скопје затоа што при негов преглед и преглед на возилото во кое се превезувал со 2 други лица му била пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка и ќе се соочи со поднесок. Ноќеска околу 1 часот и 40 минути во Тетово полицијата лишила од слобода 21 годишен тетовец, кај кого била пронајдена марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе следува поднесок по член 215 од Кривичниот законник за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Ноќеска околу 1 часот и 50 минути во гостиварско Неготино лишен од слобода е 33 годишен жител на Кавадарци, кој претходно во Гостивар одзел патничко моторно возило Ford Escort. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, а возилото му било вратено на собственикот. Вчера во Тетовско Слатино лишен од слобода е 33 годишник од ова село, кој час и половина пред тоа бил пријавен од 33 годишна тетовка, дека пред угостителски објект во Тетово се однесувал агресивно кон неа и се заканувал. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера вечер во Гостивар лишена од слобода 41 годишникот Тетовско со времен престој во Гостивар, кој претходно бил пријавен од неговата вонбрачна сопруга дека физички ја нападнал. По целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. 74 годишникот Гостиварско Чегране вчера пријавил дека во гостителски објект во селото физички бил нападнат од негов соселанец поради нерасчистени должничко-доверителски односи. Се расчистува и документира случајот. 26 годишна гостиварка вчера во СВР Тетово пријавила дека на улица Илинденска во Гостивар била касната од куче скитник. 462 возачи минатиот месец биле казнети за тоа што брзо возеле. Контролите на сообраќајната полиција ќе се интензивираат пред доаѓањето на печалбарите. И минатиот месец, ноември, речиси најголемиот бројот преземените сообраќајно законски мерки за посериозни прекршоци на поширокото тетовско подрачје, вкупно 462, се однесувале на неприлагодена брзина според условите на патот, односно пребрзо возење. Покрај ова значителен били бројот на преземените мерки за управување под дејство на алкохол, 35 прекршоци, за непочитување првенство на пешаци 34 и така натаму, додека убедливо најголем бил бројот на мерки за непрописно, односно погрешно паркирање на возила, 625. Овие активности со несмалено темпо продолжуваат и во декември, а уште повеќе ќе се интензивираат пред доаѓањето на времено вработените од странство кон крајот на месецот и во првата половина на идниот, со цел да се овозможи непречено и безбедно одвивање на сообраќајот во Тетово и да се избегнат поголеми мешаници од возила и пешаци. Вчера во Тетово биле санкционирани од ПАЕК службата подигнати 20 непрописно паркирани возила. Покрај тоа биле санкционирани и 7 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, а чив вкупен број на вакви лица минатиот месец изнесувал 129.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!